Добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Ова е саат кулата во Битола. Изградена 1830 година. Во исто време кога е изградена црквата Свети Димитрија. Висока е 30 метри. А едини џамијата која се наоѓа во непосредна близина висока е 40 метри. При изградбата на саат кулата употребени се 60.000 јајца. Битола на надморска висина од 576 метри. Според пописот од 2002 година Битола имала 77.000 жители, а според пописот од 2021 година 71.800 жители, заедно со Горно Оризари, од кои 88,5% се македонци, 3,1% се албанци, 2% се турци, 3,4% се роми, 1,3% се власи и останати. Битола седиште е на Преспанско-Пелагониската епархија, која ги опфаќа покрај Битола и Ресен, Прилеп, Крушево и Демирхистар, со околу 500 цркви и манастири. Во Битола има ...89% од населението во Битола се православни, 9,1% се муслимани. Во 19 век и почетокот на 20 век Битола била конзуларен град, со конзули од сите значајни европски земји. Во 1903 година во Битола бил погребен рускиот конзул Александар Аркадиевич Росковски. Денес во Битола има два генерални конзулати на Бугарија и Грција и 11 почесни конзулати. Најстарите населби на човекот во Битолскиот регион откриени се и потекнуваат од времето на неолитот, каменото време. Такви населби се откриени во околината на Велушина, Породин и Беранци. Во време од 8000 години пред нашата ера. Хераклеја основана 1349 година пред нашата ера од Филип II Македонски, кој бил македонски крал. Ова област тогаш го носила името Линкестида. Животот во Хераклеја престанал во 6 век, после 1000 години постојање. После напуштањето на Хераклеја, словените создале нова населба, која ја нарекле Битоли. Во времето на цар Самоил, син му Гаврил Радомир и внук му Јован Владислав, во Битола постоела царска резиденција и царски дворци. Во предосманискиот период Битола имала развиена трговија со Дубровник, Венеција, Солун и Цариград. Во 15 век во Битола се населиле евреи од Шпанија и Португалија.
Во 18 век, во 1778 година, во Битола се населиле власи, кои избегале од нивниот напреден град Москополе во Албанија, кој бил опожарен. Во време на отоманското владење, Битола после Солун станала најзначаен економски и културен центар во Македонија. Битола бил главен град на Битолскиот вилает, еден од трите вилаети во Македонија во отоманскиот период. Современиот назив градот Битола потекнува од зборот обител, кој во средниот век се користил како заедница на монаси, семејство. Пред османискиот период, на десната страна на реката Драгор имало 41 цркви и манастири и исто толку воденици кои од нив се издржувале. Кај денешен Црн мост се наоѓала најголемата црква. Во времето на Отоманската империја, официјално име за градот било монастир, што турците го презеле од грците. Во 19 век во Битола имало многу школи, меѓу кои и воена академија, во која се школувал славниот турски реформатор Кемал Ататурк. Во Битола се снимени првите фотографии и филмови на Балканот од браќата Манаки. Во Балканските војни и Првата светска војна многу битки се воделе во околината на градот и во самиот град, при што многу материјални докази исчезнале. Битола под османлиска власт потпаднала во 1382 и 1383 година, после тешки и крвави борби, што турците ги воделе за да ја освојат Битола. Отпор пружиле 70 манастири и цркви, кои постоеле во тоа време. Турците потполно го завзеле градот по смртта на крали Марко во 1395 година.
Официјално градот го добил името Монастир, но христијанското население и натаму го нарекувало Битола. После 17. век Битола развила трговија со Виена, Париз и Лондон. Во 19. век во Битола било преместено седиштето на румелискиот вилајет. И како таков е рангиран како град во европскиот дел на Турција. Во средината на 19. век бројот на занаетчиски дуќани во Битола достигнал 2000, со околу 140 видови занаети. Били изградени црвената и белата касарна со 15 до 20.000 војници. Била изградена војна гимназија и војна болница. Во 1894 година била пуштена во употреба железничката линија Солун-Битола. Кон крајот на 19. почетокот на 20. век во Битола имало околу 3000 клавири. И Битола била нарекувана градот на клавирите. Во 50-тите години клавирите биле одземени, бидејќи тоа символизирало за класна поделеност. Во времето на кралството на србите, хрватите и словенците, на 23 декември 1924 година, Битола за прв пат доби електрично осветлување. Прва била осветлена улицата Широк Сокак. Првата електроцентрала била изградена кај денешната трикотажа Пелистер. Фирмата се викала Електроиндустрија Битола. Централата имала 210 коњски сили. Набавена била од градот Грац. Монтирана била во зградата, како што реков, во денешна трикотажа Пелистер. Централата постоела до 1952 година. Централата била финансирана и изградена од битолчанец, инженер Симеон Бундалевски, кој татко му, што ги заработил парите од печалба во Романија, ги вложил во изградба на оваа централа. За изградбата на таа централа инженер Симеон Бундалевски имал големи обструкции и понижување од тогашната српска власт. Во времето на Втората светска војна бугарите затвориле 606 лица, интернирале 117. 251 лица биле осудени. 23 биле осудени на смрт. На 4 ноември 1944 година
7-та македонска ударна бригада победнички влегла во градот Битола. Денес, 14 јануари 2024 година, Василица.